Слушај, вака не бива. Постојано доаѓаш и ми се закануваш мене, и тоа за нешто што не сум го сторила. За нешто што не си сторила. Со своји очи видов, намерно ја запали ти таа помошна куќа. А зошто би сторила такво нешто? Затоа што сакаше да живееш во вилата. Браво, имаш многу бујна фантазија. Не е фантазија, Несрин. Намерно и сакајки ја запали помошната куќа. Ама во вилата сме тутнати во една мала соба. Дури и бањата ја делиме со вас. Зошто да ја запалам помошната куќа кога можев мирно и спокојно да живеам таму? Бидејќи не помисли дека тука ќе бидеш туткана во мала соба. Во ред. Што мислиш дека го запали в тоа место? Оди и кажи им на домашните. И ти е вака убаво да те стават пред вратата. И ти ќе бидеш приморана да одиш кај твојот сакан очув. Слушај, Ипек, јас можам да го замислам пеколот во кој што си живеела. Јасно е дека имаш еден гнасен очув. Ако сакаш да се вратиш кај него, оди спокојно и стури го гневот што го имаш кон мене. А ако не сакаш, ќе седиш мирна и ќе дозволиш спокојно да живееме. Воедно, Ипек, ние доаѓаме од иста средина. И јас имам еден гнасен полубрат. Нема нешто што не би го сторила за пари. И јас никако не сакам да се вратам кај него. Ако поради тебе бидам приморана да се вратам кај него, да знаеш дека и тебе ќе те повлечам со себе. Ипек, Што мислиш дека ја запали в помошната куќа? Тогаш можеш да претпоставиш колку безмилосна можам да бидам. Ако јас заминам, и ти ќе дојдеш со мене да знаеш.